Кривична за поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски поднесе денес на дворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани. Димитровски е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување, односно за склучен штетен договор за субвенционирање на градски превоз. Според пријавата, поранешниот кочански градоначалник од декември 2013 до април 2014 година без претходно донесена одлука од Советот на општина Кочани за субвенционирање на градскиот превоз склучил договор за вршење на јавен градски превоз со пробен период со Автоатом до Кочани. Според договорот, за секој продаден билет на превозникот, општината субвенционира половина од износот. На овој начин, тој му овозможил на превозникот да се стекне со противправна имотна корист, а го оштетил буџетот на општина Кочани за близу 49.000 евра. Токму начинот на кој возел јавниот градски превоз беше тема и на последната седница на Советот на Кочани, на која советниците обвинија дека се возело по желба, а не по одлука. Имам неколку информации, а тоа се дека во претходниот период е извршувано превоз по некоја линија која не била усвоена со одлука на Совет. Јавниот градски превоз во Кочани е воведен пред 4 години. Цената е утврдена на 20 денари, од кои 10 денари плаќаат граѓаните, а останатите 10 денари ги субвенционира општината.